Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, вие следите емисијата Шах со Љубиша Антоновски. Турнирот на кандидатите од секогаш побудувал голем интерес во шаховската јавност и како што покажуваат последните искуства, практично е еден од најследените турнири и воопшто пред многомилионскиот компјутерски аудиториум или онлайн така наречен аудиториум, кој што го следат во толкава бројка, само со нив може да се мери уште мечот за светски шампион. Така и оваа година веќе се познати сите учесници на турнирот на кандидатите, а тие се покрај оние што претходно беа известни, шестмината, Јан Непомнијачи, како шахист кој што беше последниот предизвикувач на светскиот шампион Магнус Карсен, Тејмур Раџабов, кој отстапи на претходниот турнир на кандидатите заради COVID причини, но затоа сега доби место на овој престижен турнир. Тука исто така се пласираше и младиот полски велемајстор Јан Кшиштоф Дуда, рускиот велемајстор Сергеј Карјакин, кој што се квалификуваше преку светскиот куп. Имено и Сергеј Карјакин е еден од оние кои што веќе го има предизвикано светскиот шампион Магнус Карсен и загуби дури во дополнителните партии, како и американскиот велемајстор Фабиано Каруана, кој што го обезбеди своето место преку големиот швајцарски турнир на ФИДЕ, а на кој што повторно победи младиот 18 годишен ирански велемајстор, сега игра под француско знаме, а тоа е велемајсторот Алиреза Фирузија, кој што е најмлад учесник на турнирот и единствен кој што под 18 годишна возраст ја помина волшебната линија од 2800 поени и сега е на втората позиција на светската ФИДЕ рейтинг листа, веднаш за светскиот шампион Магнус Карсен. Значи, еден многу интересен состав, а за последните двајца ќе поговориме малку покасно. Инаку, точно е одредено местото и датумот каде што ќе се одржи овогодишниот турнир на кандидатите, а имено тој ќе се одржи во Мадрид од 16 јуни до 7 јули оваа година во престижниот хотел 4 годишни времиња. Всушност таму ќе биде свеченото отворање и свеченото затварање, а самата сала каде што ќе се игра се уште не е утврдена или барем не е тоа објавено. Во секој случај, значи технички организатор нели на овој турнир, тоа е би рекол најдобриот, најпопуларниот портал шаховски, тоа е chess.com, кој што ќе биде технички покровител на турнирот на кандидатите, кој што се разбира дека оди под патронство на ФИДЕ, а повторно спонзор, голем спонзор, кој што го овозможува, кој што ќе овозможи одличната организација на овој турнир, тоа е значи семејството Стейнберг, кој што не прв пат се јавува како спонзор на големи надпреварувања, секако дека е и Шаховската федерација на Шпанија, која што има богато искуство во организирани на најпрестижни шаховски настани, значи ќе се пројави како нели дел од таа организација, односно на тлото на Шпанија и во главниот град Мадрид ќе се одржи овој турнир. Значи, велам, тоа е едно од најпопуларните, најинтересните турнири за следење и за тоа како овие 8 силни велемајстори ќе мора да пројават се на што се способни и само еден од нив, оној што ќе победи, ќе седне на шаховската маса за највисоката шаховска титула за светскиот шампион против актуелниот светски шампион Магнус Карсен од Норвешка. Турнирот на кандидатите инаку прв пат почнува да се пројавува во
1950 година во Будимпешта, а следниот 1953 година во Цирих. И тој турнир во Цирих, да речеме, е меѓу најпознатите шаховски турнири во шаховската историја. Имено тогаш титулата се бранеше на 3 години, сега е на 2 години, малку побрзо. Но тој турнир, да речеме, во Цирих, каде што убедливо победи рускиот велемајстор Василий Смислов, беше одлично презентиран преку шаховската книга од Давид Бронштейн, кој што се смета за еден од бисерите во шаховската литература. Во современо време, во денешно време, 2013 година, турнирот на кандидатите се одржа во Лондон и беше особено драматичен, особено во финишот, кога всушност и светскиот шампион подоснежен Магнус Карсен ќе успее да помине прв низ целта и веќе следната година, односно 2014 година, да го предизвика тогашниот светски шампион, индискиот велемајстор Вишванатан Ананд, и да го победи, нели, а потоа успешно да ја брани титулата во 2014-та, 2016-та, 2018-та и 2021 година. Овој пат, последната одбрана беше само заради тоа што имаше ковид криза, па наместо да ја брани титулата во 2020-та, Карсен ја одбрани во 2021 година. Значи, од овие осумина тројца веќе го предизвикале светскиот шампион, да видиме дали ова лето ќе се знае дали ќе има, односно ќе се знае дали светскиот шампион ќе има нов противник, можеби Алиреза Фирузија, кој што сега е еден од главните фаворити, а и според рейтинг, или некој друг. Што се однесува пак до последните двајца предизвикувачи, имено на FIDE Grand Prix, тоа беа 3 турнири, кои што се одржаа двата во Берлин, првиот и третиот, а вториот во Белград. Значи, еден комплициран систем, каде што од повеќе шахисти, кои што беа поделени во 4 групи, играа прелиминарни надпреварувања, потоа полуфинале и финале. Најголем број бодови успеа да постигнат американскиот велемајстор Хикару Накамура, кој помина прв низ целта вкупно, и унгарскиот велемајстор Ричард Рапорт, кој што го обезбеди своето место токму на турнирот во Белград. Значи, тие ги пополнуваат и последните 2 места, и имено овие осумина шахисти ќе го играат тој турнир на кандидатите во Шпанија, каде што само победникот на тој турнир, нели, според она изрека Winners takes it all, ќе ги добие сите почести, односно ќе има можност да го предизвика светскиот шампион. Ќе ја погледнеме партијата помеѓу американскиот велемајстор Хикару Накамура и ерменскиот велемајстор Левон Аронјан, во ситуација кога Накамура практично мораше да победи за да оди понатаму, и токму можеби оваа многу важна победа му го трасираше, му го отвори патот, се разбира и понатаму како да го поттикна да игра одлично до крајот на турнирот и да помине прв низ целта и да биде еден од 8 величествени кои што ќе се борат за да го предизвикаат светскиот шампион Магнус Карсен. Накамура со бели фигури се отвори со потегот E2, E4, а Аронјан речиси без исклучок на E4 одговара со потегот E5, по коњ F3, коњ C6, ловец B5. Темата е шпанска партија и Аронјан, кој што е би рекол стручњак број 1 за Маршалов напад, во оваа партија не игра А6, туку веднаш игра коњ F6, со тоа покажува дека е подготвен да се брани
Со берлинската варијанта, со берлинската завршница, впрочем, неговова партија му одговараше и Реми, но Накамура не дозволува тоа, го игра продолжението D3, ловец C5, C3 и Аронјан во согласно со својот стил и во италијанска партија и во шпанска партија секогаш при првата можност игра D5, тоа е најостро продолжение на ова место. Следи Е зема на D5, дама зема на D5, ловец C4, имено се закануваше црниот со ловец F2, откриен напад, откриен шах, ловец C4, дама D6, конјот Б на D2. Накамура предходно ја има игра на оваа позиција и тука играл B4, меѓу другите партии, тој играл така и со Аронјан, например во Даглас 2019 година, таа партија завршува Реми, тука го бира продолжението конј BD2, иако ќе настане слична позиција. Мала рокада на црниот, B4, сепак, ловец B6, мала рокада, ловец F5, напаѓа на D3, дама C2, топ А на D8, повторно се развива и напаѓа на D3, но следи А4 меѓу потек. Се не може да земе на D3, затоа што на крајот ќе добие А5 и црниот би го загубил ловецот, затоа мора прво да му направи црниот отстапница на својот црнополен ловец. Од тука А5, Б5, конј Е7 и сега дама А2. Сите овие потези се разбира се многу логични и веќе биле тестирани во турнирската пракса. За напоменување дека до овој момент практично Хикару Накамура, прославениот американски велемајстор со јапонско потекло, но роден во Америка, ги играше своите потези во стил на брзопотезна партија. Дама А2, значи конј Г6, ловец А3, повторно индиректно брани на D3 со напад, ловец C5, ловец зема на C5, дама зема на C5 и сега D4. Гледате, напаѓа, дама D6, топот F на E1, Е зема на D4, С зема на D4. Веќе се одиграни 19 потези, партијата навлезе во средишница, веќе добро навлезе во средишница и сега белиот има изолиран пешак, но затоа има активна игра на фигурите, има блага иницијатива и црниот мора да внимава како понатаму. Тука, на ова место дури, Аронјан игра нов потек, имено конј D5 и Накамура конечно ќе почне да размислува, тука за следниот свој потек тој ќе потроши 20 минути. Инаку, например, рускиот велемајстор Александр Гришчук на ова место има играно конј F4, гледате и другиот конј доаѓа да помогне околу блокадното поле D5, полето пред изолираниот пешак, и по топот А на C1, конјот 6 ред на D5, дама B3, конј B6, ловец F1, ловец E6, дама C2, тој одигра силен потек, ловец D5. Гледате, и по дама C7, дама C7, топ C7, конј E6, со одлична компензација за жртвован пешак. Така играше Гришчук во Сент Луис 2017 година против американскиот велемајстор Фабиано Каруана. Но во нашата партија, Аронјан, конј D5 веднаш, според шаховската наука, дека треба, и тоа најдобро е конјот, да застане пред изолираниот пешак со цел да го блокира. Но американскиот велемајстор по 20-минутно размислување најде точен одговор, а тој имено веднаш зема на D5, ловец зема на D5, дама зема на D5, дама зема на D5, топ D5, игра конј на C4. Гледате, по оваа форсирана низа од 2-3 потези, сега белиот се заканува многу непријатно со двоен удар. Конј Е3, имено топот нема отстапница, тој мора да го брани и ловецот. Од тука ловец Г4, значи црниот немаше време да го брани својот А пешак, да речеме беше стопно заради конј Е3,
Затоа Аронјан игра правилно, ловец G4, коњ зема на А5 и сега доаѓаме до уште еден критичен момент, 23-тиот потек. Тука Аронјан игра сосема очевидно човечко решение, човечки потек, тоа е потегот B7, B6, но машината ќе покаже дека правилно е да земе на F3 најпрво, ловец зема на F3 и по GF3 да го најде овој. И не само да го најде, тој може би не се наоѓа така тешко, но да го оцени овој потек C6 имено. Коњ B7, C зема на B5, тоа е форсирано и сега A5. И сега може би кога се пресметува оваа варијанта, не е тешко да се пресмета, но тешко е да се оцени колку е опасен овој пешак на А5, подпрен од својот топ од позади, по шаховските правила, и дали е тој толку опасен или не е, многу е тешко да се процени во една турнирска партија, а компјутерот ќе каже дека таа позиција е добра за црниот, тој треба да одигра топ А8 и благодарение на заканите топ зема на D4 и коњ H4, црниот е доволно активен и држи. Но велам, тоа е многу тешко да се оцени за време на една партија, и иако станува збори за најсилните играчи на светот. Значи по B6, како што игра во партијата, коњ C6, сега ловец зема на F3, G зема на F3 и H6. Гледате, едната од слабостите во црната позиција беше и потенцијално слабиот основен ред, од тука H6, да му направи прозорче или вентил на кралот. Американскиот велемајстор Накамура продолжува со својата силна игра, топ C1, топот сега треба да дојде на C линијата, и по крал H7, топ C4, повеќе функционален потек, тој си ги брани своите потенцијални слабости на D4 и на A4, но исто така, нели, тој топ врши притисок под C линијата, да не забравиме, црниот има заостанат C пешак. Топ G5, црниот исто така мора да биде активен со својата контраигра, тоа е правилно решение, топ G5 шах, крал F1, подобро отколку крал H1, на што би следувало коњ H4, сега топ H5, коњ E7, гледате сега, завршницата, ќе имаме всушност двотоповска завршница, наскоро, коњ E7 отвара патот кон C пешакот на противникот, топ H2, но не веднаш топ C7, што би била голема грешка, туку прво топ E4. И чисто естетски, белите топови стојат одлично, тие се на најдобрите полиња. Доколку белиот беше лаком, па земеше на C7, тогаш би следело топ H1 шах и по крал E2 замена на топовите, топ E1, крал E1 и по топ E8 заради врзувањето по линијата, белиот би го загубил коњот и партијата. Да се разбира дека тоа топ C7 дека не би направил таков превид Накамура ниту на блиц партија, на брзопотезна партија, за која што е патем речено еден од најголемите светски експерти, туку игра правилен потек топ E4. Сега сака да земе на C7 имено, шах на H1 на страна на црниот, крал G2, што е подобро отколку крал E2, и сега топ A1. Тука компјутерот ќе покаже дека е најдобар потек топ H5, но тоа исто така не е лесно да се види и да се оцени, затоа што по топ C7, коњ E7, топ E7, тој и топ G5, крал F1, значи црниот има поактивна позиција отколку во партијата, но и потегот што го бира лево на Аронјан е сосема во ред, топ А1. Сега, единствена можеби, да речем, пропуст мал во оваа партија од страна на Накамура е што тој тука не го одигра најсилниот потек, коњ F5, да ги задржеше коњите, тој коњ на F5 стои одлично, туку го замени овој коњ. Веројатно ценејќи дека оваа топовска завршница, односно во случајов двотоповска, му дава одлични шанси на победа. Коњ G6, FG6, најдобар одговор. Топ зема на C7 и сега 33-тиот потек, нормален потек, човечки потек, игра топ А4 Аронјан, но тука беше големата можност, но во една исклучително тешка варијанта, дека црниот се спасуваше со потегот топ F5. Идејата е на топ E7,
очевиден потек, да даде шах на G5 и по крал H2 да го одигра овој потек. Не топ H5, туку топ A2. Гледате, топ A2 и по топ G7, крал H8, топ од G на F7, шах на F2 и по евентуално крал H3, крал G8. Значи, на ваков студиозен начин, практично, се спасуваше ерменскиот велемаестро. Сега, ако отстапи топот од F линијата, тогаш топот ќе дава шахови. Прво на F3 и понатаму по потреба по F линијата на F4, на F2 и на F1 и тоа би било реми, а нели, белиот нема начин како практично да засили тука, но тоа е прилично тешко и неочевидно. Значи, Аронјан игра топ А4, сега следи D5, топ А8, топ Е7. Напаѓа на Г7, а црниот нема време веќе за потегот топ Г8 заради D6 и по Г5 D7. Па на топ А D8, топ Е6. Гледате, црниот има и минус, ќе има материјален минус, практично два пешаци, на Б и Д има белиот слободни пешаци, а црниот нема ништо за возврат и тој би загубил сигурно тука. Тој се обидува со активна одбрана H5, D6, топ F5, за да го контролира Д пешакот од позади, топ G7 шах, крал H6, топ H7, крал G5 и сега D7. Топ D5, единствен потек и сега одличен потек, меѓу потек практично, а тоа е потекот F4 шах. Гледате, зашто е важен овој шах? Аронјан именно се надеваше дека тука на потегот топ C8 го има овој трик, топ D7, гледате. Сега, кога белиот ќе го земе едниот топ, црниот го зема другиот бел топ, а со F4 практично исклучува таа можност, затоа што сега ако кралот земе на F4, тогаш топ C8 оди, затоа што на топ D7 го има овој шах, топ C4 и потоа го зема топот на D8. На А8. Крал G4 исто така не помага многу заради топ G7, во партијата крал H4, сега белиот повторно игра топ G7. Гледате, црниот е безпомошен, нема полезни потези. Топ А4, топ C8, подготвен е да изводи дама, мора топ од А на D4, за да го контролира. Сега имаме една форсирана секвенца, топ зема на G6, топ зема на D7 и повторно поента топ C1. На овој начин форсирано ги менува топовите заради заканата топ H1 мат. Значи црниот мора топ D1, сега замена на топовите на D1 и топ B6. Крал G4, топ B8. Најсилен потек, засневан на прецизна калкулација и на прецизна оценка. Крал зема на F4, B6, топ D7, најдобар потек. И сега, затоа што ако брани од B1, после B7 кралот ќе нема кај да се скрие, ќе добие откриен шах по осмата линија. Вака ова е последна шанса, топ D7. Сега доколку белиот се залета со B7, тогаш би го фрлил низ прозор тој половина поен, односно заслужена победа. Црниот би играл топ F7 и полека, прикривајќи се за својот топ, кралот ќе дојде до G7 и тоа е теоретски реми завршница. Затоа по топ D7 тој повторно игра прецизно, топ F8 шах и по крал E4 топ F3. Гледате, топот ќе отиде по советите на доктор Зигберт Тараш, од чиsto книги учеа шахистите на почетокот на 20-тиот век, дека топот треба да биде позади слободниот пешак, без разлика дали се работи за противничкиот или пак за собствениот слободен пешак, и тука белиот лесно победува под топ B3, затоа што ги врзува црните фигури и F пешакот ќе победи. Тоа би било се, почитувани слушатели на ЕСИ радио. Вие бевте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски.